Кон крајот на изминатата година и почетокот на новата се чини најубаво е да се направи еден пресек за се она што се случувало во текот на изминатата година. За општина Бутел 2018 година ќе биде запаметена по многу работи, а за нив ќе разговараме денеска во студиото на Прва Скопска со градоначалникот на општина Бутел, господинот Велимир Смилевски. Градоначалник, добро дојдовте во студиото. Подобро да ве најдам. Во текот на оваа година реализиравте голем број проекти во општина Бутел, па би можеле на почеток да почнеме со индустријската зона Визбегово. Ке ни кажете каква е состојбата таму? Па добро, индустријската зона веќе се изработуваат проекти околу водовод, канализација, што мислам дека е многу важно за инфраструктурата во индустријската зона. Проектите се и веќе завршени, идеме со нареден дел околу промена на ДУПот, каде што ќе ги промениме сите оние проблеми кои што луѓето во изминатите години ги имаат. Со град Скопје го решаваме и делот околу Качаничкиот пат, значи главната магистрала која води кон заобиколницата и Косово. Така. На почетокот од вашето работење рековте дека ќе го подобрите осветлувањето во општина Бутел, па така и направивте. Каде беа поставени нови светилки? На многу места поставивме, приоритет удривме на училиштата и градинките. Целосно се осветлени сите објекти кои што се под основните училишта и градинките на територија на Бутел. Направивме повеќе од 7 нови линии кои што ги задоволија потребите на граѓаните. Сменивме повеќе од 1500 сијалици кои што ја намаливме штедливоста, значи ги променивме од оние стандардни бели во натриумови жолти сијалици и мислам дека со мала инвестиција добивме поголем приход за општината да остане за други намени. А ќе поставувате ли уште? Постои ли место каде што не е осветлено општина Бутел? Па сигурно дека постои место кое што не е осветлено затоа што се отвараат нови улици, се градат нови населби. Се надевам дека во оваа година ќе имаме доста такви инвестиции, но повеќето е завршено во претходната година. Во текот на минатата година работевте и на реконструкција и рехабилитација на повеќе улици во општина Бутел. Еве ќе ни кажете нели поконкретно каде се работеше, кои граѓани добија нови улици? Јас мислам дека работевме рамноправно во селата и во населбите кои што се во руралниот дел малце повеќе обрнавме внимание, но не ги оставивме значи и останатите населени места. Со тоа значи можам да кажам дека од Радишани до Визбегово во секоја населба рехабилитиравме или изградивме нови улици, не зборам за една, не зборам за две. Повеќе од 15 на улици се направени, но се надам дека во текот на оваа година ќе ги завршиме сите оние кои што се на територија на Бутел. Во текот за потребите, односно на граѓаните, направивте и неколку пешачки патеки. Каде се работеше? Па не се неколку, мислам дека се многу повеќе. Се она што во изминатите години како опозиција го детектиравме проблемот на граѓаните, поставивме значи комплет пешачки патеки, сите ги осветливме. Со тоа можам да кажам дека повторно од Радишани до Визбегово се направени повеќе од 20 на пешачки патеки. Правевме пешачки патеки и во селскиот дел, значи во руралниот и во градскиот дел. Мислам дека граѓаните препознаваат она што во изминатата година го изработивме. Еве во месец декември, оно што јас се сеќавам беше пешачката патека, нели што ја пуштивте во употреба, исто и покрај неа, нели засадувавте дрвца, а тоа е покрај општината. Да, таа е најмалата патека која што ја направивме. Имавме во текот на декември голема акција околу засадување на дрва. Општината си направи еден мал проект кој што сум сигурен дека јануар со сигурност ќе видиме и февруар дали ќе имаме услови. Секоја недела сакаме да засадуваме по 15 дрва кои што се во состојба која што сме сигурни дека за брзо време ќе вродат плод. Значи големи дрва по 2 метра, 3 метра, така да
целта беше помалку поквалитетно. Така, и да се подобри нели животната средина за граѓаните. Во изминатата година остваривте и соработка со градот Скопје. Во рамките на оваа соработка беа пуштени и улици, булевар, па работевте нели на повеќе проекти. Зашто поконкретно станува збор? Па добро, граѓаните малце беа нестрпливи, оправдано. Имаме големи проекти со град Скопје. Првично ја дозавршивме булеварот Христијан Тодоровски Карпуш до првата фаза. Активно се работи во втората фаза, мислам дека е веќе и фаза кај што почиња тампонирање, но се надевам дека во текот на оваа година ќе го решиме тој проблем. Додека пак почнавме уште еден проект Босна и Херцеговина, кој што во моментот се изработува канализационата мрежа. И сум сигурен дека изведувачот ќе стигне на време за рокот година и пол, може не оваа година, ама на почетокот на наредната година ќе го пуштиме и тој булевар. Она што е многу важно за граѓаните на Бутел 1 и Живко Брајковски е поставување на нова атмосферска канализација на улица Александар Рударевски. Мислам дека е тоа многу важно затоа што тој дел имавме во изминатите години големи поплави, затоа што канализацијата постоечка фекална не можеше да ги задоволува потребите и одредени населби се поплавува, а сега значи од крајот на Христијан Тодоровски Карпуш до кружниот тек во општината ќе биде поврзана целата атмосферска канализација и нема да имаме проблем. Така, се надевам дека граѓаните нели стрпливо ќе го дочекаат. Па не се стрпливи, ги оправдувам, но ако сакаат нешто да биде на подобро, мора да затоа сме избрани нели да ги и слушаме и у добро и у лошо. Се разбира. Во текот на годината што измина, исто така се даде акцент и на чистењето на општина Бутел, па реализиравте и повеќе акции за чистење и имавте и соработка со јавното претпријатие Паркови и зеленило, се уредуваше на еден начин општината. Нешто повеќе за ова да ни кажете? Па добро, во мојата програма осветлувањето и чистењето беа главните работи кои што мислам дека на Бутел во претходната година и требеше. И чистивме повеќе од 10 диви депонии, каде што во кубици е многу изнесен шут. Луѓето Бутел ја сматра како општина кај што може да го фрлат тој градежен шут, но најдовме начин, го средивме тој дел и мислам дека сега поставуваме некои си стандарди и услови за чистотата во тој дел. Кога збориме чистотата на урбаните улици, тука со комунална хигиена имавме доста акции, но морам да кажам дека општината се погрижи за и ние самостојно да можеме да се организираме. Купивме 2 возила комби, купивме комплетна опрема од дувалки, машини за сечење дрва, машина за нешто што е поразлично и што до сега општината немало, ќе биде еве сега кој ќе има снег, општината Бутел сите малецки улици ќе си ги чисти сама, затоа што купивме плук и приколица за нанесување на сол и песок, така да сум сигурен дека граѓаните со првиот снег ќе видат дека се работело многу и дека сме мислеле унапред. Воедно земавме и еден багер кој што е нов за потребите на општината и сите тие депонии или се она што треба брзо да се реагира, ќе реагираме во наредниот период. Може да се каже дека општина Бутел и градоначалникот, нели начело, се грижи за општината и за нели да се обезбедат подобри услови и подобро функционирање на граѓаните во Бутел. За тоа сме избрани. Сега би сакала да поразговараме малку на темата за образованието. Во 2018 година имавте повеќе зафати во детската градинка 11 октомври. Што се реконструиравте, што се беше направено таму? Според мене беше многу важно да почнеме од најмалите. Не случајно градинката во Скопје Север, 11 октомври, која што е и главна градинка, беше во целост реновирани сите прозори и поголем дел од просториите беше сменет, дел паркетот, дел беше лакиран среден.
Купивме играчки кои што изминатите 15-20 години не се купивме смарт табли, купивме многу работи за да може децата да се осеќаат и побаво од дома. Тоа и се докажа дека секое дете кога влегува во градинката прво иде да се изнаигра и да скока. Со тоа што и самите воспитачи се зачудуваат затоа што во претходниот период децата знаат да плачат пред врата, сега само ги пуштаат пред вратите и трчаат да си играат. Другиот дел беше кој што многу беше важен, во Радишани јаслито беше во една лоша состојба, дел од плочата беше оштетена. Потоната, каде што ние ангажиравме луѓе кои што се вклучени директно во таквата работа, ни направи еден проект кај што во целост ги саниравме сите тие проблеми околу попуштањето на плочата и го завршивме тој дел. Се разбира дека истите луѓе како надзор проверија и гарантираа дека е се во ред. Бидејќи тоа бе го правиме, требаше да се реновиране комплетниот дел на јаслито, зборам значи од паркет до прозори, до кревечиња, до играчки. Мислам дека и самите родители кои што ги носат децата се задоволни и се гледа таа разлика која што ја имаше во претходниот период. Сега би сакала да ја начнеме таа тема, односно тоа е она што ги интересира сите родители кои што имаат дечиња за упис во градинка. Каква е состојбата со празните места за упис во градинка? Има ли место да се запишат сите дечиња? Имате ли сведоци сменели на случаеви во другите општини каде што навистина има и долги листи на чекање, каде што родителите нели уште пред да почнат со работата поднесуваат документи за упис во градинка? Каква е состојбата во Бутел? Не случајно отворивме и нови делови во градинките, за да ги задоволиме сите потреби. По моја информација, немаме листи на чекање. Може во моментот да се причека, но мислам дека чекањето не е повеќе од 2 до 3 дена. Проблем е секогаш родителите сакаат или кај одреден воспитувач да бидат или пак на одредено место, но ето тоа го менаџираме и сум сигурен дека успеавме во тоа. Имаме повеќе од 900 деца, кои што просекот ни е околу 780 деца на ден и мислам дека се задоволуваат сите тие потреби. Вие како градоначалник се грижите за здравјето на децата, дадовте нели ги опремивте градинките во општина Бутел и со прочистувачи за воздух. Да, првата фаза беше јаслито, бидејќи тие се нели најмалите деца. Сега во моментот и тендер, мислам дека ќе биде за многу брзо време и останатите делови од градинката да бидат обезбедени пречистувачи за воздух. Работиме многу на тоа околу атмосферскиот дел на децата. Се надевам дека оваа година ќе направиме некои поголеми зафати во однос на грејењето, затоа што се греат градинките на нафта. Мислам дека оваа година ќе ги префрлиме сите на плин, така да ќе запазиме еден дел од екологијата. Супер. Училиштата на територија Бутел подготвени ја дочека учебната година во септември. Какви зафати беа таму преземени? Секој училиште своја приказна. Се она што ги има детектирано проблемите директорите, седнавме, ги разработивме и ги решивме во поголем број. Се разбира дека не може се да се реши, но мислам дека од она што побара 80% ги средивме. Активно работиме, значи и преку целата година, сега еве за моментално за зимскиот одмор, работиме исто така во 3 училишта. Мислам дека ќе го користиме секој момент за да ги подобриме условите на дечињата. Одлично. Вие не ги заборавате и културните манифестации во општина Бутел. На почетокот на вашиот мандат, нели кога дојдовте на функцијата градоначалник, рековте се што е убаво и се што е добро да продолжите да го правите и понатаму. Какви културни манифестации се случуваат во општина Бутел? Мораме, значи, се што е добро да продолжиме, да дадеме некоја идеја, затоа што и после нас некој треба да дојде и ќе дојде. Почнавме, значи, со еден базар
кој што еве во втора година го имавме, мислам дека е доста успешен и оваа година имавме многу повеќе присутни членови на тоа друштво кои што активноста е меѓународна. Оваа година не само од Србија и од Косово имавме и од Албанија и од Бугарија и од Украина. Мислам дека ќе ни прерасне во една добра традиција. Потоа кога збориме околу таквите активности, за прв пат имавме ден на Бостан. Така да кога збориме за љубанци го поддржавме карневалот. Оваа година мислам дека многу повеќе сме спремни околу организацијата за карневалот, затоа што е таа традиција на селото од кога постои селото и тука цврсто ќе застанам да го вратиме оној сеј што карневалот го имал во изминатиот период. Ликовната колонија е нешто што е традиција и кое што сум сигурен дека во наредните години ќе продолжи да функционира. Имаме низа активности други кои што се како прослава на роденденот на Вапцаров, бидејќи тој ни е патрон на нашата општина. Еве за прв пат направивме новогодишни забави за сите граѓани на општина Бутел. Мислам дека тоа ни е едно новороденче кое што сум сигурен дека наредните години ќе биде секогаш подобро и подобро. Почнавме со најмладите, затоа што и целта ми беше да ги активираме младите да искажат пред сите што можат, заради тоа што за патроните празници една убавина да ги гледате деца со чиста душа кои што со насмевка го прават тоа. Па завршивме со музика за повозрастните и мислам дека ќе обрнуваме многу внимание на тој дел. Оваа година летос очекуваме и Бутелско лето исто така за прв пат. Сум сигурен дека и у делот од културата ќе имаме многу активности, ќе работиме за наредната година еден културен дом, бидејќи во општина Бутел нема културен дом. Тоа ќе ми биде приоритет за наредната година. Така. За крај еве на овој разговор би можеле да ги кажеме проектите кои што планирате да ги реализирате во оваа 2019 година. Спомнавте нели сега за културниот дом, меѓутоа што друго ќе правите? Културниот дом ќе биде оваа година проект, значи за наредната. Нешто што ќе ми биде приоритет е обеќаната патека на реката Серава. Веќе изработуваме проект од километар и 200 од населбата Бутел 2 до домот 25 мај. Потоа чистење, значи целосно на реката Серава, бидејќи таму веќе ќе имаме патека за пешачење и трим патека за трчање. Ќе биде осветлена комплетно и ќе има клупи за одмарање. На две места ќе има фитнес, урбан, надворешно игралиште. Планираме за малцебе да биде поразлично, на две места ќе поставиме и метални мостови кои што да ја разбијат она монотонија на движењето на луѓето. Тие две ќе сакам да ги имам како приоритетна работа, затоа што тука ќе ни биде лицето на општината, но се разбира дека главен проект ќе биде новата градинка во училиштето Климент Охридски и новата градинка која што ќе биде дел од старата во населбата Бутел 2. Тоа ќе оставам на граѓаните, нема да кажам какви ќе бидат, но сум сигурен дека Бутел ќе биде гордост на Македонија, затоа што прва ќе биде тоа што го планира да го направи. Се надевам дека ќе успеете да ги реализирате сите оние зацртани или замислени проекти кои што ги имате и нели се со цел за доброто на граѓаните на општина Бутел. Па ако минатата година направивме 70, оваа треба 80. Така е, се согласувам. Ви благодарам тоа што бевте гостин во студиото на Прва Скопска и ви посакувам уште многу успешни реализирани проекти. Благодарам. Ние продолжуваме понатаму, почитувани гледачи.